Давам честен татковински збор. 337 правачиња станаа дел од детската организација. Постарите се ученици на летната сцена на Центарот за култура им приредија приредба со која им посакаа добре дојде на нивните помали другарчиња, а воедно им го честитаа приемот во детската организација. Правачињата пак дадоа заклетва и честен татковински збор дека ќе ги слушаат наставниците, ќе бидат примерни и вредни ученици и ќе се дружат со другарчињата. Со приемот во детската организација станаа рамноправни со сите деца. На сцената ги поздрави градоначалникот Димитровски. Ние организираме оваа завршна представа денеска со сите наши најмали сограѓани, со сите правачиња кои што ги има 337 на број оваа година. Значи една бројка која што е зголемување за околу 50 од минатата година и една бројка која покажува еден позитивен тренд за разлика од другите градови во соседството и во Република Македонија дека имаме едно зголемување. Очекувам дека со оваа прослава ние ќе им овозможиме и на нив да бидат рамноправно прифатени и формално рамноправно прифатени во училиштата. Воедно по повод денот на учителот беа прогласени најдобрите учители од Кочани во 3 категории: од еленска, предметна настава и од средно образование. Од основно образование и од еленска настава за најдобар учител беше прогласена Анка Соколова, вработена во Основното училиште Раде Кратовче, наставник со 28 годишно работно искуство во воспитно-образовната работа. Во моето наставничко портфолио еве ми недостасуваше ова големо признание, посебно ми е задоволство и горда сум што ја добивам од една така повисока дистанца од локалната самоуправа и по-конкретно од Комисијата за образование и наука, од стручни лица кои што го следат мојот труд, моите успеси и достигнувања. Од основно образование предметна настава за најдобар наставник беше прогласена Лилана Јованова, која предава македонски јазик во Основното училиште Свети Кирил и Методи, со работно искуство во воспитно-образовната работа 18 години. Прво би сакала да искажам голема благодарност на локалната самоуправа која што ми ја довери оваа награда и ќе ја чувствувам како поттик за само себе вложување за воиднина, значи уште покреативна во својата работа, уште повеќе да се докажам за да биде подобро и учениците и сите да бидат задоволни. За најдобар професор во средно беше прогласен Таса Јакимовски, во Средното општинско училиште Гоша Викентиев, електроинженер и дипломиран професор по интердисциплинарни студии по производно-техничко образование со 23 годишно работно искуство. Оваа работа, да речеме, не е само моја работа. Тоа е работа на еден цел колектив, поготово активот. Тука се вклучени нормално и наставниците, тука се вклучени и Министерството за образование кој ни ги дава упатствата за нашата работа. Тука секако морам да спомнам дека и центарот кој вршиме државни надпревари, Бирото за развој кој ни даваат упатства. Сите тие ја пратат нашата работа и нормално, значи ова не е само мој успех, ова е успех на еден цел систем. Тројцата наградени во својата долгогодишна работа имаат освоено повеќе награди и признанија на државни надпревари. Се јавуваат и како обучувачи и координатори на обуки и семинари.